Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, денеска одржавме заедничка средба, јас и председателите на партиите од коалицијата Можеме. Ова е најголемата коалиција во земјата, составена од различни политички партии, зад која застанаа сите етнички заедници во земјата и кои се обединети околу се она што е важно за граѓаните и за државата. На овој состанок разговаравме за мерките кои што се преземаат за справување со коронавирусот и за заштита на здравјето на граѓаните, за економските мерки за помош на граѓаните и за повеќе актуелни политички прашања. Заедничка оценка е дека нашата држава навремено и соодветно превзеде мерки и дека добро се справува со коронавирусот. Благодарни сме на сите кои што дадоа и се уште даваат огромен придонес во оваа борба со невидливиот непријател. Пред се тука се здравствените работници, сите здравствени институции, вие, новинарите и медиумските работници, полицијата и сите други кои што беа во служба, односно целосно посветени во својата професија, за да може да бидат од помош во справување со коронавирусот. Секако не треба опуштање и затоа заеднички апел е да граѓаните се придржуваат и да ги почитуваат сите препораки од надлежните здравствени институции. Низ плодна дискусија и конструктивна дебата, заеднички заклучивме дека на државата и се потребни избори веднаш штом во првиот момент се создадат услови за нивно одржување. Доколку продолжи да се намалува бројот на заразени и кризата е целосно под контрола, тоа е најдобро од здравствен, од економски и од демократски аспект. Во ситуација кога пикот на коронавирусот е поминат, кога интензитетот се намалува, треба да се одржат изборите, затоа што во такви услови нема никаков ризик по здравјето на граѓаните. Особено имајќи предвид дека на есен се очекува нов бран од вирусот и би било неодговорно да се загрозува здравјето на граѓаните. Дај Боже да не се повтори кризата, но ако се повтори, навистина ќе останеме надвор од било какви уставни можности. Дополнително, тоа би дало секако шанса на државата со избрана политичка влада и собрание со полн легитимитет подобро да се подготви за новиот бран на есен доколку го има и економски подобро секако да се справи со последиците. На државата, граѓаните, им се потребни кредибилни и функционални институции со полн легитимитет, кои капацитетите ќе ги вложат во мерки и политики во интерес на граѓаните. Северна Македонија веќе втор месец е во вонредна состојба. Повеќе од 4 месеци е со техничка влада и скоро 3 месеци е со распуштено собрание. Кризата со коронавирусот остави сериозни последици врз економијата и затоа потребни се собрание и влада со целосен легитимитет за да може да преземат конкретни чекори во надминувањето пред се на економската криза. Со тоа, уште повеќе се наметнува потребата од одржување на парламентарните избори, секако штом надлежните здравствени власти тоа го одобрат. Заеднички став на партиите во нашата коалиција е да се искористи моментот на олабавување на коронавирусот и стабилизација на пандемијата и да се оди на гласање на средината на месец јуни. Охрабрува тоа што мисијата на ОДИХР најавува дека може да се организира и да прати наблюдувачи. Тука е регионалниот контекст. Не случајно и други држави одат на избори во овој период. Оваа коалиција е фаворит на изборите. Кога и да се случат, но сега е одговорно, државнички, да се излезе пред граѓаните и да се соопшти кој период е најдобро да се одржат. Ова се дел од ставовите и аргументите со кои што јас како представник на коалицијата ќе ги предочам на средбата кај председателот Пендаровски во вторник. Очекувам да дефинираме датум за одржување на изборите, кој според нас е добро да биде во средината на јуни и да зборуваме за начинот на водење на кампања. Очекувам дека ќе постигнеме консензус сите заедно и здраворазумски и одговорно ќе ги донесеме одлуките. Се надевам и ги повикувам и представниците и на другите политички партии да се водат од одговорноста, да се водат од државните интереси. Благодарам.